Почитувани, денеска повторно сведочиме на неодговорен и неодржлив пристап од страна на СДСМ, ДОИ, Венко Филипче и целокупната опозиција со банални оправдувања дека немало место каде да седнат и слични такви изговори, само за да не започнеме со работа на Комисијата за финансирање и буџет. Со денови Венко, СДСМ, ДОИ и целата опозиција го проблематизира заемот, па кога побаравме да биде тоа прва точка на дневен ред и веднаш да ги соочиме аргументите, тие избегаа од соочувањето. На Комисијата за финансирање и буџет се наоѓаат точки кои се директно поврзани со функционирањето на државата, обезбедување средства за реализација на обврските превземени со колективните договори, како и продолжувањето на капиталните инвестиции. Станува збор за средства со кои што треба да се обезбеди навременна исплата и реализација на политики кои што се важни за граѓаните, повисоки примања во образованието, во здравството, јавниот сектор, изградба и реконструкција на инфраструктура, училишта, болници и други проекти. Наместо аргументирана дебата, сведочиме на обид за блокада на работата на Комисијата и кочење на процеси кои што се во интерес на граѓаните и на државата. За потсетување на јавноста, владата на ВМРО-ДПМН, влени знам, само по основ на еврообврзници кои ги има земено СДСМ заедно со ДОИ, треба да врати вкупно 2,4 милиарди евра. За 2026 година, вкупниот долг што треба да го сервисира државата е во износот 2,4 милиарди евра. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата нема да дозволи политички калкулации и дневно-политички интереси да го загрози функционирањето на државата и реализацијата на проектите кои што се важни за граѓаните и ќе превземе се што е во рамки на деловникот и законите во интерес на државата. Го повикуваме СДСМ, ДОИ и Венко Филипче да покажат одговорност и да овозможат институциите да работат. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете.